почитувани гости, почитувани охриѓани и сите присутни кои што дојдовте оваа вечер на отворањето на нашата канцеларија на Алијансата за позитивна Македонија, ми причинува особена чест што се совпадна и со денот на младенци, значи нешто што ќе биде успешно, се надевам. Алијансата за позитивна Македонија ја отворат оваа канцеларија, се надевам дека ќе биде отворена за граѓани на Охрид 24 часа со своите предлози, своите мислења, ќе ги преслушаме, мислам ќе ги пренесиме, ќе ги остваруваме, ќе гледаме дека заеднички ќе работиме за подоброто на Охрид и на нашата држава. Сега ќе му дадам збор на председател на главниот одбор, господинот Владо Вучковски. Ви благодарам, дозволете и јас да ве поздравам. Вака како што почна Ѓоко, денес се младенци, ние сме најмлади на политичката сцена и мислам дека на 27-ми ќе има неколку новороденчиња во парламентот. Убеден сум дека тоа што го нудиме во овој момент е најдобрата економска програма што во Република Македонија екзистирала во овие 23 години независност. Верувам дека граѓаните на Охрид ќе препознаат нашата атрактивност, ќе им се допадне нашиот умерен пристап, ќе им се допадне тоа што ние сакаме да го промовираме како поинаква политичка култура. Ниту во Охрид, ниту во друг град во Република Македонија нема да чуете од нас говор на омраза. Сакаме да се надпреваруваме со проекти, со идеи. Ги почитуваме нашите политички ривали и посакуваме фер борба. Во тој дух ве поздравувам и да се гледаме заедно зубаво овде во Охрид. Председател Зиков, повелете. Добро вечер, охриѓани. Јас денеска помалку ќе зборувам, бидејќи клучните поенти на тоа што личи на една ваква пригода ги кажа Владо предмалку, нашиот председател на главниот одбор. А возбуден сум заради тоа што конечно во Охрид добивме една убава канцеларија, една убава приказна во центарот на градот каде што ќе можеме да се собираме и да ја јакнеме идејата на Алијансата за позитивна Македонија. Има една стара изрека што мислам дека автор на изреката е Абрахам Линколн, еден од поранешните председатели на САД, кој рекол дека некои луѓе можете да ги лажете некое време, некои луѓе можете да ги лажете цело време, но не можете сите луѓе да ги лажете цело време. Мене јати чемер ми е на душата затоа што македонскиот народ, македонските граѓани се лажени цело време. И не знам дали е проблемот во властите или е навистина проблемот во граѓаните. Факт е дека 23 години се лажеме. И факт е дека 23 години веруваме во тие лаги. Шарени лаги. Алијансата за позитивна Македонија се обидува целата приказна за развојот на Македонија да ја упрости и да ја сведе на земја, да ја симне на земја. Затоа направивме една одржлива економска програма која базира на слободата на личност. Слободен човек е само оној човек кој е финансиски слободен, кој има работа, кој заработува со својот труд и кој одлучува за својата иднина врз основа на заработеното и амбициите ги креира врз основа на своите визии и размислувања во една слободна атмосфера. Основа на тоа е работата. Најдобра социјална политика е политиката која отвара нови работни места. И заради тоа, Алијансата за позитивна Македонија го исфрли проектот за 100.000 нови работни места во 4 години во сосема нови домашни фирми. Се разбира, тоа се политики кои ќе се водат кон најатрактивните простори во македонската економија, сектори во македонската економија. Еден од тие сектори е и туризмот. Јас пред известно време, во една друга прилика во Охрид,
овде изјавив дека на Охрид мора да му се случи блик крик. Тоа значи брзи промени и понатаму Охрид да не биде место каде што ќе се нудат преку летото само плажите. Охрид мора да биде заокружена целина, Охрид мора да даде многу повеќе од плажата на Охридското езеро, Охрид мора како целина една силна со сите своји перформанси од планини, реки, езеро, цркви да ја даде понудата на светската мапа. Ако направиме заокружена целина за Охрид и Охрид да биде практички еден голем хотел со 5 звезди, каков што нема во моментот во Охрид, а нема хотел со 5 звезди заради тоа што градот не вие со 5 звезди. Значи, ако тоа го направиме, тогаш Охрид може да биде на рамна нога со секоја светска метропола во туризмот. Конгресниот туризам е стратешката предност што може Охрид да ја има на Балканот, заради тоа што Охрид е и така познат на целиот Балкан. Ние не треба да го правиме Охрид за конгресен туризам. Тој е за конгресен туризам. Тој 40 години во бившата наша држава бил тоа. Само треба да го вратиме сјајот со една паметна политика, со многу инвестиции, со еден силен фейслифтинг на градот, и тоа е програмата, тоа ќе се содржи силно во програмата на Алијансата за позитивна Македонија за вашиот град. Јас сакам да ве поздравам, имаме уште многу новини во програмата, немаме време вечерва заради тоа што и настанот е од подруга природа, треба да се радуваме. Јас, ако ми биде дозволено и од оваа страна, сакам да ви го представам Игор Камбовски, кој, ајде сега не е договорено, меѓутоа најверојатно ќе трча како прв во изборна единица број 5. Ја би го повикал да ве поздрави Игор Камбовски. Повели Игор. Благодарам, председателе. Тешко е да се говори после професорот Вучковски и председателот Зиков. Јас би сакал, драги пријатели, само да ве поздравам и во неколку збора да ја најавам македонската политичка, демократска и економска пролет. Вчера, денеска, климатски и официјално настапи пролетта, меѓутоа нашата пролет, пролетта на Алијансата на позитивна Македонија, ќе трае и после 21. јуни, ќе трае и следните неколку години. Мораме заедно да го одработиме тоа. Ве повикувам сите да сме сплотени, позитивни, да работиме за нашата иднина. Ви благодарам. Свечено да отвориме. Повелете, со ова свечено ја отвараме нашата канцеларија.